летниот период многу е важно да се хидрираме, односно да пиеме многу вода, многу течности, а тоа не советуваат докторите, но и нутриционистите. Ова утро разговарам со мојата денешна соговорничка, нутриционист Марија Лазик, да слушнеме Марија освен водата, што се може друго да пиеме, да направиме еден детокс на телото, но и да бидеме хидрирани, бидејќи постојано зборувате вие нутриционистите дека треба да се пие многу вода во текот на летото, но некогаш низ досадува или не ни е вкусно да пиеме само вода, па може ли да направиме некој микс од овоше? Добро утро. Добро утро, Бисера, добро утро на сите гледачи на утринската на Канал 5 телевизија. Во овој период, летниот период, е најпогоден за детоксикација на телото, затоа што во овој период имаме природата изобилува со толку многу овоше и зеленчук, кои што можеме паметно да ги искористиме. Во летен детокс, да разјасниме малку на гледачите, тоа не значи некоја строг режим, строга диета или гладување, баш напротив, во летниот период и не треба толку да се гладува. Едноставно треба да си одбираме полесна исхрана и секако на прво место и најбитно е хидратацијата. Што значи тоа хидратација? Тоа значи дека треба да користиме, да конзумираме доволна количина на вода, тоа е до 3 литри во летниот период, 2 до 2,5 во зимниот период и секако оние кои што спортуваат може да ја зголемат и треба да ја зголемат количината на вода. Во хидратација не ни спаѓа само чистата вода, тука ни се билните чаеви кои секако ние ги заставуваме во летниот период, а јас ги обожувам во летниот период и секако тука ни се оние води кои што треба да ги направиме да не хидрираат. Тоа е вода со малку лимон, тоа е вода со крставица за летниот период, бидејќи знаеме дека крставицата е 99% вода, потоа вода и лубеница, затоа што лубеницата е 97% вода содржи во себе, содржи ликопен, кој што е највисок антиоксидант, кој што ја дава онаа црвена боја и секако треба само да се внимава со неа бидејќи има висок гликемиски индекс. Значи најдобро е она да се конзумира и во салати со солена варијанта, со малку моцарела или сирење, тоа би било за неа најидеална комбинација. Инаку самата лубеница во Египет била многу обожувана, била многу ценето овоше и дури го ставале во гробниците на некои крале. Значи до толку ја ценат како овошка. Сега кога велиш да направиме вода со краставица, вода со лубеница, како изгледа тој рецепт? Како да направиме во течна форма? Во литро вода можеме да ставиме, доволно да ставиме само еден лимон, за да ја направиме хидратацијата. Значи не да направиме лимонада, него еден лимон. Јас предпочитам да тоа биде цеден лимон, бидејќи имаме многу пестициди, да не ставаме со секура. Да, и ако сакаме да го ставиме со секура, навистина треба да го оставиме во алкохолен оцет, во сода бикарбона, за да сето тоа излезе, да можеме да го конзумираме, да не направиме некоја штета на дигестивниот систем, односно на цревата. Водата со крставица можеме да ја искористиме исто така, да ставиме половина крставица во литро вода и да додадеме неколку ливчиња на неа. Тоа ни е сосема доволно за да може самата вода да не исхидрира. Тоа претпоставаме за лубеницата. Да. Истото и за лубеницата можеме сосема две парчиња лубеница да ставиме во литро вода. Ги спомена и билните чаеви, кои велиш дека тебе ти се омилени. Кога велиме билни чаеви, дали тоа се филтер чаевите или пак оние кои што се беран чај, така народно кажа? Не, природен чај, беран чај е секогаш на прво место и секогаш треба да биде наш избор. Сувата варијанта од тој чај треба да го користиме како зачин, а свежата варијанта секогаш да ни биде во детокс вода, во салати, нешто што ние секогаш го избегнуваме или го изоставаме, како што ни е нането, нане мента, како што ни е босилек, како што ни е мајчина душичка, значи ние секогаш се базираме на оние сол вегета, општи некои зачини, а најубавите, најхранливите ние ги избегнуваме во самата наша кујна. Така, тоа е одлична замена за овие газираните сокови. Нели има луѓе кои што сакаат да пијат газирани сокови во летниот период и ладни, газирано и ладно. Да, наместо сок треба да избереме детоксикација, детокс вода, или вода која што ќе ни донесе електролити, значи тука е и праската, тука е и бананата, тука е лубеницата, значи за да баш бидеме хидрирани. Меѓутоа треба да избегнуваме газирани пијалоци, треба да избегнуваме шеќери, поготово во летниот период и треба да избегнуваме голема прекомерна количина на конзумација на сол. Не да ја избегнуваме во
комплетно, меѓутоа поголема количина секако треба да избегнеме и она што не треба никако да го изоставаме и во летниот период, тоа се протеините. Значи ние кога зборуваме за детоксикација на гледачите секогаш тоа им асоцира дека треба да биде само свежа и да се конзумира само свежа варијанта, свежи салати, свежо овошје и дека тоа е детоксикацијата. Не, тука се навистина потребни протеините и не треба да ги изоставиме, значи рибата, пилешкото месо, јајца, млеко, тоа треба да ни биде застапено и во летен и во зимен период. Така ги спомена и електролитите, дали тие ни недостигаат сега во летниот период, дали му недостига на телото електролити и дали може да ги купуваме во кесичка, како што ги има и во аптеките, за да надокнадиме. Пожелно е да гледаме на природен начин, затоа што стварно сега го имаме овошјето и зеленчукот во изобилство. Кога е сезоната, они имаат најмногу хранливи вредности, иако некој дел од нив имаме во текот на целата година, меѓутоа секогаш кога е нивниот период, тогаш имаат најмногу хранливи вредности. Меѓутоа, доколку имаме прекомерно потење, спортистите, во летните жештини, кога имаме 40 преку 45 степени, тогаш е пожелно да земеме и во кисичка електролит, за да можеме да ги надокнадиме самите електролити во телото, за да не би изгубиле свест. Така. И уште една работа која што често ја советуваат нутриционистите, а ќе ги разочараме гледачите, пиењето на многу ладна вода или замрзната вода. Ја ставаме во замрзнувач и сакаме да ја пиеме, дека не се препорачува. Така? Да, не се препорачува. Зашто? Затоа што телото ни е загреано. Исто така и во утринските часови, кога ќе станеме во ноќта, телото е загреано и него не му е потребна ладна вода, него потребна му е вода на собна температура. Значи не мора да биде млака или жешка, меѓутоа доволно е вода на собна температура. Исто и кога сакаме да се разладиме, подобро е да се разладиме со вода и лимун или вода и краставица, него ли да пиеме ладна вода од фрижидер. Одлични совети добивме ова утро, верувам дека ќе ги применат нашите гледачи и ние, бидејќи ние учиме од вас нутриционистите и ќе бидеме здрави во текот на летото. Само здрави навики, сите здрави навики кои што ги применуваме на секојдневно ниво ни носат многу бенефити на долгорочно време.